Добар ден и од мене. На децата треба да им се чита од најрана возраст. На таков начин се развива фантазијата, концентрацијата, говорот и воопшто интелигенцијата. За литературата за деца денеска ќе зборуваме со Ели Маказлиева, автор, поет и писател за деца, долгогодишен уредник на издание за деца, а од пред неколку години е и основач на издавачката куќа Едука Мак, која е специјализирана за литература за деца. Најсоодветен соговорник на оваа тема. Добре ни дојдовте. Добре ве најдов. Ви благодарам што еве сум денеска гостин во вашето студио и се надевам дека ќе имаме интересен разговор. Имаме интересен разговор и ќе имаме многу закажување кога се зборува за литературата за деца. Вчера заврши сајмот на книга на кој што имавте многу промоции, нови изданија, работилници за деца, па еве сега може да ги сумирате вашите впечатоци. Знаете како, јас сум на сајмот долги години. Значи, оваа година беше 29-тото издание на сајмот на книгата. И како уредник, и како автор, и како познавач на издаваштвото, и како издавач, и секако гледано. Оваа година мислам дека имаше една различна боја овој саем, затоа што во втората хала, освен промотивниот центар, кој што беше за прв така подобро организиран, да речам, од другите години, имаше и една игротека, што ние го нарековме детско катче. Само јас од режијата ќе ги поберам фотографиите од сетова, за да можеме да ги погледнеме и да ги скоментираме. И во детското катче ние со децата секој ден се дружевме. Значи, организирани беа повеќе креативни работилници, почувајќи од она работилница што се викаше раскажувалки. Таму раскажувавме басни, на некој начин имавме работилница за басните, иако претходно имавме и промоција. И потоа на тој што најдобро раскажуваше по читањето на една басна, доделувавме најразлични награди, дипломи, за дечињата она што е најприфатливо, за да им биде пријатно и удобно во детското катче. Осем раскажувалките, имавме и други работилници. Например, имавме една работилница со еко квизови и еко задачи. Им поделивме листови, децата одговараа, например, на кој ден е денот на планетата Земја. Или, например, колку време е потребно да се распадне на најлонска кеса. Значи, ги подготвуваме од мали со прирачникот, односно сликовницата или книгата, како да ја наречам, Еко дете приказ на плете. На тој начин ја испромовиравме таму на саемот и децата сами учествуваја преку работилницата во промовирање на таа книга. И нормално дававме исто така дипломи и награди за најдобрите. Освен тоа, имавме и музичка и ликовна работилница. На ликовната работилница децата ја цртаа супер смешка. Така, тоа е инаку списание за деца. Да, тоа е месечно списание можеме за деца. Да го прикажеме. Да. И ја цртаа супер смешка во најразлични варијанти. Цела, со народна носија, со спортска носија. И најдобриот цртеж, кој што беше истовремено и обоен, ние ги обезбедивме сите реквизити на саемот, значи донесовме боички, листови, фломастери, така да моливи, се тоа за да може детето да бира со што ќе работи, истовремено да ги развиеме и неговите творечки и креативни способности, да видиме колку може детето да нацрта нешто. Гостин на таа наша работилница беше Живко Поповски-Цветин, кој што работеше со децата истовремено, и нашиот илустратор Игор Јовчевски, кој беше на некој начин инструктор, и ги воведувавме децата во илустрациите. Понатаму имавме музичка работилница, значи пеевме, свиревме на инструменти и танцувавме. Тука голема благодарност на Пино Тоис Македонија, кои ни ги донесоа инструментите, барабанчиња, тапанчиња, труби и така натаму, устни армоники. И тука вежбавме исто да ја отпееме скалата и да видиме кој е надарен повеќе и да пее, и да свири, и да игра, и така дававме и таму дипломи, награди. Беше интересно. И да се мотивираат децата, да се заинтересираат и за литературата преку игра. Најважно беше затоа што децата треба да ги разликуваат програмски е тоа,
во предучилишната возраст да ги разликуваат тоновите од звуците, висината, јачината и инструментите со кои што може, нели, секој дете, ксилофонот, например, што дава, какви звуци и така. Воспитно да делуваме на секој начин и да ги испитуваме можностите на секое дете. Ја промовиравте оваа одлична книга, 100 илустрирани басни од Езоп, на вистина прекрасни илустрации. После секоја бајка, односно после секоја басна, на крајот има поука извлечена, што е многу корисно. Кажете ми, дали се адаптирани овие басни на современите трендови? Што во една басна која што е објавена може да има денес, а што не може? Значи вака. Ова Езоп напишал преку 400 басни, негде околу 420 басни, и тие басни го имат преплавено светот. Има басни во сите држави. Еве, јас сум била на многу саеми на книги и сум видела басни, меѓутоа во Македонија до сега немаше илустрирани басни од Езоп и летоска ја добивме, да речам, се роди идејата да направиме една книга со басни. Но што од тие 420 басни да избереме? И како тоа да го обликуваме, значи која концепција да ја направиме, и заради тоа почнавме да работиме и оваа книга, нема да ве лажам, значи не е една илустрација, не се 2, не се 10, не се 30. Во прашање се 100 илустрации. Секоја басна илустрирана. Има своја илустрација, своја поука и текст нормално. Сега, текстовите, секоја држава и секоја земја, кој, нели, рековме, Езоповите басни се многу популарни по цел свет, сите си ги адаптираат според својот јазик, својата култура и своето гледање на нештата. Овој пат решивме да биде поентата иста, да биде содржината иста, но да ги адаптираме на возрастните карактеристики на децата и она што во Македонија нам ни е многу битно од педагошко-психолошки аспект. Тоа значи да нема сабји, да нема ножеви, да нема тепање, да нема убивање и такви работи. И токму заради тоа оваа книга се работеше точно 9 месеци. Велам како едно новороденче. И ние ја пречекавме како да ни се родило едно дете кое што 9 месеци сме го негувале, сме го правеле, сме го создавале. И на секоја басна моравме да ги извлечеме поуките кои што се многу битни, затоа што карактеристиките, особините на животните во басните се представени како човечки особини. И секоја, значи, доброто се знае дека треба да не тера да очекуваме со добро некој да ни врати ако правиме добро. Но не секогаш се прави добро, преку животните се всушност отсликани карактерните особини на луѓето. И затоа многу внимававме кај поуките да ги извлечиме, значи тоа се 100 поуки. Не една, не две, не 5, не 10, 100 поуки. И моравме да направиме, еве, некои преведувачи во светот, бидејќи ние го истражувавме ова, донесовме од англиски автори, од српски, од хрватски, од словенечки, од бугарски, од германски, од италијански, од какви сакате автори кои што ги адаптирале басните. Некаде имаше изреки. Постои разлика помеѓу изрека и поука. Угоре длабоко, како беше угоре високо, удол длабоко. Не е поука, тоа е изрека. Значи, некој така давале такви изреки наместо поуки, но ние сите поуки со многу доза на внимание, со многу љубов, тоа сето го правевме за да биде компатибилно со... Да прочитам некого, за да разубедиш некого, кажи му е вистината во очи, кај што има сила, нема правдина. Не судете според изгледот, секој може да помогне на свој начин. И уште многу такви. Потребата е мајка на досетливоста. Одлично. Исто тука имате напишано дека басните се читаат не еднаш, туку повеќе пати, се прераскажуваат во секојдневниот живот, ги прикажуваат позитивните морални вредности и лесно се помнат. И децата секако ќе ги раскажуваат со помош на илустрациите. Што е многу важно во илустрациите? Сега, вака. Значи, секоја книга за деца, тоа е правило во светот. Секаде, бидејќи јас сум била на многу саеми, на многу симпозиуми, на многу научни конференции, каде што се дискутирало за илустрациите и за книгите за деца. И сум учествувала со своји трудови, има многу од нив и објавено. Што е битно?
Она што возрастните, што се случува кај возрастните кога читаме роман, ние немаме таму слика. Ние во нашата глава си формираме, си замислуваме една слика. Например, еве јас кога сум била средношколка сум го читала Достоевски или Толстој или било кој, и сега таму е опишан, убаво опишан, Родион Романче Расколников, например. И јас си го замислам како изгледа тој лик. Тоа што кај возрастните се случува читајќи од текст. Истиот тој процес се случува кај децата кога читаат од илустрација. Значи, од текст ние правиме илустрација, а децата од илустрација си прават во главата приказна, текст. Так. И токму затоа велиме дека илустрациите треба да зборуваат на сите светски јазици и секој дете да ја разбере илустрацијата. Во ниедна книга што е посветена на детето, не сме илустрацијата да биде само декор. Значи, таа мора да говори наместо текстот. Тука се случува нешто, некој действие и задолжително да носи позитивна порака. Илустрациите во нашите сликовници, книги за деца, кај овие што се барем последните, еве и во сите овие што ги гледате, во басните ги правеше познатиот илустратор Игор Јовчевски. Так. Значи, точно знаеше да навлезе во текстот, да извлече поука и да го направи животното во некаква не статична, туку во некаква динамична состојба, во дејство кое што ќе говори наместо текстот. Значи, децата од илустрацијата да прочитаат што е поентата во целата приказна. Ајде да се задржиме сега малку на вашата книга, на првиот детски роман. Да. Авантурите на мачорот Перко. Еви тука има прекрасни илустрации. Така. Значи, рецензентите... Рецензентите го нарекоа прв роман во Македонија за деца. Прв детски роман. За која возраст е наменет? Тоа е наменет од, може да, значи, родителите да го читаат, децата да читаат од илустрација, родителите од текст. И затоа велиме дека е наменет од 3-4 години па се до 10-12 години за децата кои што знаат да читаат и како романче да си го прочитаат. Што е разликата од другите романи? Значи, овде во оваа книга хронолошки се опишани... Повелете, можете да ми објасните. Хронолошки се опишани станите за еден мачор, кој што бил претходно мало маче и дошол на вратата на едно семејство изгубено, врнело дожд, било гладно, било слабо и влегло во семејството. И затоа првиот расказ се вика Перко си најде дом. Так. Што е поентата тука? Сите случувања, сите, да речам, настани кои што се врзуваат за мачарот Перко, хронолошки се опишани од неговото доаѓање во домот до неговото заминување. Така, давате многу пораки кои што се поврзани со милениците. Да. Што е многу важно? Програмски, кај децата треба да ја негуваме љубовта кон миленичињата. Значи, секој дете сака некој милениче, дали папагалче, дали кученце, дали маченце или рипчиња во аквариум и така, сакаат децата да имат миленичиња и токму заради тоа порака ние направивме со мачорот Перко. Ја доловивме пораката. Во оваа книга, хронолошки, нели, како велам, расте Перко, тој имал, за да внесеме и хумор, така, неопходно е во денеска во литературата за деца да има и хумор. Не да е неопходно, задолжително е. Значи, на сите светски... Тоа е еден од светските трендови. Да, сите светски, мислам, тренд е тоа во литературата за деца. Дури и поезијата, и песничките што се пишуваат, мора да имат хумор. Знаете како? Кога пишувате книга, песна, расказ, било што за детето, ако нема хумор, не сте ја постигнале целта. Секоја книга, секоја песничка, секој расказ мора да предизвика смеја. И таа смеја да се пренесе и на другите деца. Ако го нема тоа, не сме ја постигнале целта. Тоа е тренд сега во светот и за илустрациите и за текстовите. Значи, илустрација грда, каде што нема хумор, каде што нема дејство, не е привлечна за детето. Децата не го ценат романот или книгата
дали била уметничка или не била уметничка. Нив тоа не ги интересира. Ирелевантно е, така? Да. Нив ги интересира дали ова ќе ги привлече или нема да ги привлече. Има деца, отвараат, затвараат и ќе оставаат книгата. На овој саем, оваа книга беше промовирана и можам да се пофалам и многу сум задоволна да речам, тоа што беше најпродавана книга. Најпродаваната книга. Да, најпродавана книга затоа што е ефтина, затоа што е убава, илустрирана, шарена и затоа што е првиот детски роман. Не знам колку дечиња, кога ги гледаа, ние имавме таму многу книги, сите се фаќаа за Перко. Може би затоа што тука на почетокот е дадена и неговата девојка Белка. Така. Белка ние ја нашминкавме, и ставивме розева машна, ја дотеравме, а Перко, гледате како ја шармира. Зато велиме Перко начини не бира како Белка да ја шармира. И дава цвеќе, потоа и дава подарок и ја пушта единствено Белка на својата територија. Знаете, мачките обележуваат своја територија во двор и не пуштаат други мачори. Или мачки. Ама Белка ја донесе Перко во својот двор, и го покажа, ја покажа територијата, неговата куќичка, каде он спие, каде јаде и така. И што е најважно, во еден расказ тука се раскажува од сите тие настани што се случувале на Перко, и дозволи да јаде прва пред него, од чинијата. И голема отстапка направил, голема отстапка, и велиме дека тука веројатно Перко се влюбил во Белка. Интересни се настаните, имаат многу хумор. Јас би се задржала малку и на крајот. Да. Не завршува приказната и Перко си живееше за секогаш среќно влюбен со Белка. Еве го последниот расказ. Перко го нема 3 дена. Појдовме од тоа да не кажеме дека, нели, после 8 години он остарел. Не само што дошол како бебе пред вратата, туку живеел тука и сите настани се случувале, се вртеле околу него. Тој бил голем авантурист, еден љубопитен мачор, се сакал да знае, брз, сакал да открива многу непознати нешта и ги открива низ расказите, а со тоа ние му даваме на детето, му градуваме една особина, секое дете да биде љубопитно и да трага по непознатото. Так. Значи да открива. Откривајќи цел живот, детето ќе учи по нешто ново. Така и Перко бил многу љубопитен и сакал да научи многу нешта. И трагал по непознатите нешта и вистина се некогаш бил тепан, некогаш бил разочаран, некогаш бил влюбен, некогаш бил паднал од балкон, некогаш му се случило нешто. И така, за на крајот да кажеме дека остарел после 8 години и заминал. Мачките слушнавме дека никогаш не умирале на местото каде што живеат, за да не ги разочараат домаќините. Тие едноставно си заминуваат, но не сакаме на детето да им кажеме дека умрел Перко, зашто е тажно. Децата ги примаат со многу емоции, ги доживуваат тие моменти. Ги доживуваат тие моменти емотивно и затоа рековме Перко го нема 3 дена, така завршува. Заминал. Не само 3 дена, и 3 месеци, и 3 години тој никогаш не се вратил, но останал во сеќавањата. Вие гледате нова илустрација. Останал во сеќавањата на децата како еден сакан и обожаван мачор со сите негови случувања што се случувале за време на неговиот престој во тој дом и заминал. Секој нека мисли каде отишол, како сака. Детето поинаку ќе мисли. Одлично, и ќе чекаат продолжение меѓу другото на книгата. И ќе кажа дека чекаат продолжение за децата на Перко Белко што ги родила. Ајде да наградиме еден од нашите најмали гледачи. Можеме да поставиме едно прашање. Како се викаше? Како се викаше пријателката на Перко што ја донесе во дворот? 307677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Очекуваме некој од нашите најмали гледачи да се јави да го даде точниот одговор и на подарок ќе ја добие книгата, првиот детски роман Авантурите на Перко. А ние најкратко можеме да ги представиме и останатите книги додека ни се јави гледачот кои што беа промовирани. Да, ние промовиравме исто така и уште една моја поетска книга. Веќе имаме гледач. Ајде да го вклучиме, ајде да го вклучиме, па потоа ќе се задржиме на останатите книги. Добар ден. Добар ден. Кој се јавува?
Една баба се јавува. Така, да, може, за вашето внуче предпоставувам дека ќе биде оваа книга. Дека ќе биде баба. Во ред од вас нема да го бараме одговорот или да побараме, како се викаше. А имате ли дома до вас некое внуче, детенце? Дали имате внуче покрај вас? Имам и малечки внучиња. Така, нема покрај Не се покрај бабата, вас. покрај неа нема внуча, но Имам од сестра ми тоа. Ајде нека погоди. Па да, ајде како во библиотека да си побара книга. А тука е Како покрај... Ајде Како се викаше пријателката на Перко? Не слушам ово. Била бела, многу била убава. Еве ја. Цела била бела и затоа името е дадено. Бела. Еј, се вика Белка. Се вика Белка, да. Така, оставете ги вашите податоци во режија, вие сте добитник на оваа книга. Се надевам дека ќе го израдувате вашето внуча, свој прекрасен роман, ќе поминете во телевизија Телма, ќе го подигнете. Ви благодарам што се јавивте. И еве сосема накратко за останатите две книги или три колку се промовирана и поетската книга, Поезијата за деца, разиграни чадорчиња, која што има над 100 песнички за децата и тоа од различни области, значи има неколку циклуси, зборуваме за животните, за птиците, за инсектите, за детството, за годишните времиња и така, и сите се поврзани тематски со некоја област која што програмски не поврзува со дечињата. Так. И останатите се насмевка за петка. Овде всушност се зборува, исто е книга со раскази за деца, илустрирана, повеќе од авторката Кристина Стојановска-Аловска, која што е стоматолог, детски стоматолог, и која дава совети преку приказна, преку раскази, како да ги негуваме и чуваме за пчињата уште од најрана возраст, со сите тие потребни нешта кои што треба да ги прави секое дете. Исто така ја промовиравме и Бидејќи сум дете, книгата од Александра Велинова, која што на многу модерен начин ни дава едно современо секојдневие на детето. Значи, никој во расказите во последно време не прави споредба меѓу она што е игра, фудбал, трчање во двор и она што е компјутер, лаптоп и мобилен телефон и други има раскази кои што така сите овие книги може да се најдат во Едука. Ви благодарам што бевте дел од 0N+, на навистина интересен начин ни ја представивте оваа литература за деца. Се гледаме повторно. Се разбира. Тука го заокружуваме денешното издание на 0N+. Гледајте на секој работен ден од 12 до 12:30 на телевизија Телма. Пријатно.